Петрови од Струмичко Василево секојдневно го надгледуваат расадот со зелка. Ја контролираат температурата и влажноста во леите за да не дојде до измрзнување. Оти за некој ден ќе мора да ја расадат под пластеници. Ѓорги Петров тврди дека се изложени на дополнителни трошоци, но на градинарството им е основна дејност. Еве, например, за овој расет треба парно сега на оваа култура. Значи, треба парно, значи това е сепак трошок. А на крајта, што добиваме ние? Не добиваме ништо. Бидејќи ние сега се мачеме со ова, со зелката, со краставиците, со доматите и на крајта немаме никаква цена. За сега нема поголеми штети во градинарството во Струмичко. Последици од снегот и ниските температури може да има кај веќе засејаните култури на постојано место каде не се контролира температурата. Во зависност од време трајањето на таа негативна температура, сите тие негативности ќе кажи со текот на самиот развој, мислам дека ќе дојде и до пореметување по производство на единица површина по количина. Загревање на леите каде се одгледува расадот, апелира агрономите. Во спротивно, можни се штети кај расадот со домати, пиперки и краставици. Во температурата падне на 10 степени Целзиусови или пониско, тогаш доаѓа до пореметување, а околу нула и измрзнување. Значи задолжително на вакво време температурите да се држат или навечер околу 15 степени Целзиусови, а преку дента, кога е сонце, да се движат околу 25 степени Целзиусови. Снегот кој пагеше изминативе денови во Струмичко засега не предизвика поголеми проблеми кај пластениците и оранжериите. Засега тие се подготвуваат за отпушнување на сеидбата, па земјоделците мора да ги одржуваат функционални, зашто постојано ги чистат. Реноградинарите од Струмичко дежурат покрај своите пластеници. Постојано ги чистат од натоложениот снег, се со цел да не дојде до нивно уништување во пресред на сеидбата.